Председателот Џо Бајден за време на посетата на Украина влезе во активна воена зона и покрај безбедносните ризици, за да ја изрази цврстата поддршка на Америка за Украина во незината борба против руската агресија. Тој застана до украинскиот председател Володимир Зеленски и се поклони пред зидот на сеќавањето во чест на оние кои загинаа бранејќи ја земјата. Подоцна во Варшава, тој испрати јасна порака до светот. Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Само што дојдов од посетата на Киев, можам да пријавам, Киев стои силен. Киев стои горд и што е најважно, слободен. Но руската војна нанесе огромна штета на Украина, на незината инфраструктура и на украинскиот народ. Истражување на Националниот демократски институт вели дека 37% од украинците изјавиле дека изгубиле пријател или член на семејството од почетокот на војната пред една година. Сепак, украинците имаат надеж за иднината, вели директорот на институтот Марцин Балецки. Against this background, Наспроти ужасните тешкоти, украинците остануваат многу оптимисти. Постои силно ниво на поддршка за раководството и постои надеж дека со меѓународна поддршка оваа војна наскоро ќе заврши. Валецки вели дека Русија користела дезинформации за да се обиде да ги подели украинците и да ги убеди дека Западот не е посветен на нивната земја. Но Валецки вели дека оваа стратегија имала контраефект. 92% of Ukrainians would like to. 92% од украинците би сакале Украина да биде членка на Европската Унија, 87% би сакале Украина да се приклучи на НАТО. И ова е многу солидна поддршка што ја видовме во текот на минатата година. Неверојатно е да се види колку се проевропски и про-НАТО украинците. Никогаш не сум видел вакво нешто во мојата историја. Украинскиот политички аналитичар Микола Давидлук се согласува. Russian invasion make Руската инвазија ги направи НАТО и Европската Унија многу популарни во Украина, а луѓето сватија дека нашиот единствен пат е само кон запад. И ние се движиме во таа насока многу брзо. Во меѓувреме, украинците велат дека се силни и издржливи по една година војна и постојани ракетни напади од страна на Русија. На 24 февруари сите само се собраа и покажаа дека навистина сме една нација и дека не ја сакаме руската окупација. С кожним обстрелом Со секое гранатирање само стануваме посилни. Се адаптиравме и преживуваме секој ден. Ова не прави посилни, а на непријателот само му покажавме дека не се плашиме од ништо. Како што војната се одолговлекува и доказите за руските војни злосторства на ослободените територии стануваат познати, истражувањата покажуваат дека украинците се целосно посветени на победата и на ослободувањето на сите анектирани и окупирани територии.